Дали изборите во Македонија се секогаш по највисоките демократски стандарди и зошто по изборните процеси во Македонија, кои од мисијата на ОПСЕ и од ИХР забелешки стигнуваат редовно? Одговара професорот од Правниот факултет при Штипскиот универзитет Гоце Делчев, Ана Никодиновска-Крстевска. И во самиот Европски парламент постојат видни недостатоци во смисла затоа што начинот на кој што се прераспределуваат седиштата, местата и така натаму, или пак начинот на кој што се бират не секој пат се репрезентативни на малите политички партии или слично. Така што постојано работат на унапредување и на нормите, на нивниот деловодник. Од друга страна, професор Никодиновска напоменува дека перфектна демократија нема никаде, па ниту во Европската Унија. Затоа што Европската Унија веќе брои или 450 милиони жители, од кои огромен број потенцијални гласачи, за да го доловат, нели, соодветно да рефлектираат, како да кажам, волјата и интересите на граѓаните низ ширум Европската Унија. Во однос на вчерашната инаугурација и пропуштањето на Северно од страна на новиот шеф на државата, Гордана Силјановска-Давкова, Никодиновска вели: секој пат треба да се почитува нели волјата на народот и да се земе во предвид принципот на самоопределување на народите, затоа што тој е принцип темелник на меѓународниот поредок, нели, на кој што се заснуваат сите земји.